136-та годишна парада на розите има речиси 40 подвижни платформи, украсени со свежо цвеќе, вклучувајќи една и за ветерани, што е истакнува обуката на пензионираните војници за софтверско инженерство и сајбер безбедност. Тери Ривиера служил 6 години во американската морнарица пред да се приклучи на противпожарната служба во Њујорк. Тој вели дека откако му биле оштетени белите дробови поради неговата работа по терористичкиот напад на Светскиот трговски центар 2001, бил принуден да земе инвалидска пензија. Откако работел во управување со итни случаи и помош при катастрофи, Ривера се приклучил на програмата Кодирање за ветерани. Силно верувам дека следниот, и тоа е прикажано во многу филмови, но следниот 11 септември веројатно ќе биде сајбер напад. Па тоа е она што ме заинтересира. Се надевам дека би можел да помогнам да се спречи тоа да се случи. Кодирање за ветерани потекнува од Канада и се води овде во Лос Анџелес преку Универзитетот на Јужна Калифорнија. Извршниот директор Джеф Масон вели дека тие имаат високи стапки на вработување и повеќе од 800 ветерани кои моментално се запишани. Служите на бојното поле, а сега во сајбер просторот. И кога ќе ги погледнете вештините на луѓето во војската, внимание на детали, лидерство, тимска работа, тие се вештините што работодавците навистина ги бараат. Онлайн програмата се одвива самостојно, може да заврши за 6 до 12 месеци, вклучува обука за кариера. Како да ја составите вашата биографија, како да барате работа, како да добиете ефективна обука во смисла да ви помогнеме да ги следите вашиот интерес и развој на кариера, како и да направите профил на LinkedIn. Некои многу основни алатки кои, ако излегувате од војска по 20 години, никогаш нема да ги знаете. Никогаш не сте имале потреба за такво нешто. Алехандра Родригес доброволно се пријавила да помогне во украсувањето поради военото потекло на незиното семејство. Ги видов проблемите при транзицијата. Имаа траума, се мачеа, виделе многу. Сестра ми се врати поинаква и беше многу тешко како семејство да се види незината борба. А во тоа време оделот за ветерани немаше многу пари за да ги подржи. Така што како семејство го направивме најдоброто што можевме. Кодирање за ветерани се придружи на другите за Нова година, проширувајќи ја видливоста на програмата со парада емитувана за милиони.